Дали тоа што ќе ни го кажете на крај ќе биде за тоа што ни кажувавте за 15 јуни? Да, дел ќе биде за тоа. Вака сега. Пошто ќе одиме по како што имаме крената рација, ама прво да се потсетиме што правевме последниот час, за да знаеме уствари зашто ни е домашната. Што правевме последниот час? Hangman. Hangman го правевме. Дали успеавме сите да го направиме? Да. Да, ама не сум го тестирала. Го направи, сите го направија? Да, јас го направив. Дали ви успеа да ви работи? Дали го тестиравте? Дали Да. работеше? Не, Не го јас тестирав. мене не ми работи нешто. Окей. Не Ама го ај тестирав тестирај го. само. Ај тестирај го. Тестирај го, Лана, може? Не го тестирав, не ми работи. Не знам дали ми е точно или не точно. Окей, ќе го провериме тогаш. Ама чудно. Тоа не работи. За сите останати кои што го направиле Hangman и им работи без проблем. Прашање. Нели таму имав јас напишано во тоа домашното ако сака некој што може да направи. Што беше тоа? Јас дал не го направих. Доколку сакате, може да направи, дали може би некој тоа го направи. Како проект 1, ама да го смените прашањето, да биде различно прашање. Не. Да. Ја да. Јас не го направив. Добро. Јас за жал не. Ајде вака. Пошто моментално гледаме кај Лана. Стој малце само. Стој тука. Не мрдај. И ми се заглави кај мене за тоа. Ох, леле. Работа. Кај мене се заглави ова чудово. Океј. Добро, ајде. Да видиме првично од почеток како изгледа кодот. Може да отидеме погоре? Мислам дека овде ти фали една долна црта. Вака. Annotate. Значи вака. Овој дел тука треба да имаш долна црта. Не знам што да ставам таму. Не ја имам во мојот компјутер долна црта. Ја има, само смени на англиски да пишуваш. Ама не на англиски. Проба. Кликни таму и држи на ова shift, што е, го гледаш shift копчето? Да. И до нулата, горе во редицата, имаш како една линија. Кликни на неа. Да. Еве се. Чекај само. Ама таму внатре кликни. Добра? Shift држи го и на таа до нулата копчето. Не на... Еве го. Еве го, добре. Ајде нагоре да видам само. Оди од почетокот од кодот да го дзирнам, може? Океј, супер. Значи имаме switch costume, што е океј. Кој е на горе? лист? Ама ставничка на листот. Делител погодици. Чекај, стој. Стој тука само да ги проверам. Repeat length of. Repeat length of. Ова ти е океј. И сега ова помести го што погаѓаме, скроз стави го на... Ама не ги стави тие внатре. Чекај. Не мора да ги ставаш внатре, ти во моментот кога ќе го активираш проектот, ај кликни активирај го, да провериме може тоа било само. Чекај само да го... Еве само. Ама не, треба да биде видливо, за да знаеме колку букви има. Ме разбираш? Значи листата треба да биде видлива. Е така, а овие променливите што се горе бројач, збор и погодок, треба нив да ги скриеш. Наставничка ме не клаша спетом. Како? Може тоа многу брзо повеќе? Може да. Овие исклучи ги бројач, погодок и збор. Тие не треба да бидат видливи. Ваму кај variables, само штиклирај ги. Кој наставничка? Тргни им ги тие штиклите напред што се. Океј.
така. Добре. Ај, пробај напиши збор. Да смислам. Напиши книга. Ете го, која е твојата прва буква? Ајде, пиши К, пиши О, после тоа К би требало да се... Ау, К не ја препознава. Добро, имаме грешка. Океј, можеш да кликнеш стоп. Јас ќе направам вака едно request и ќе провериме што е работата. Вака се. Значи, до овде ова што го гледам, чека да приближам, баша не гледам. До погодоци ти е све окей. Значи, е вака се. После тоа, repeat costume да е до 7, тоа е окей. Кој погодок, сет бројач и сет погодок единица и 0. Ова ти е окей. Чекай надоле да видиме. Овде си има десен. Change бројач. Мислам дека ова е проблемот, дека наместо change, уствари тоа е. Треба change да биде. Replace бројач со погодоци. Добро. Length of. Не треба length of овдека. Овде не треба length of, туку треба само letter. Тоа е проблемот тука. Мислам дека ради тоа, чекай само најдоле да проверам. Погодок еднакво, next costume. Океј. Ајде да провериме сега. Еве, например, книга. Камене на кирилица, добро. Една буква. К. Добро. О. Така е, добро, сега пребројува. Океј, готово. Значи, проблемот беше тоа што имаше тука додадено length of, дополнително едно кодче и некој другото е се во ред. Океј, Лана, thank you so much. Дали има некој, пошто верувам дека го имате направено Hangman, дали има некој кој што го направил како првиот проект, само со различно прашање? Тој нека остане со крената рака. Танички, еве колку Виолета ви најде во моите Skittles. Чекај сега, Ланичка, да го провериме домашното, може? Тона, ти го имаш решено тоа за прашање 1? Не бе, тука извинувам, рекла се. Аха, значи вака, верувам дека сите го имате направено Hangman поради сликите што ги имав испратено. Дополнително имав напишано дека ако сака некој може да проба да направи како проектот 1, ама со друго прашање. Не, тоа не го направих. Добра, тие кои што го имаат направено, нека останат со кренати раци. Ако го има направено, ако ти тоа додатното нешто, ако сакавме, како ти првиот проект, само различно прашање. Да. Јас тоа не го направив. Има не да го има направено, може не да ми сподели екранче. Океј. А каде бе прашањето? What is your surname? Аха, добро, со презимето. Супер, одлично. Ако сакаш можеме да го тестираме, да видиме како функционира. Добро. И ти веле hello Неда. Има 12 букви и првата е добра. Супер, одлично Неда, ти благодарам. Дали ќе може Сара да сподели? Да, сега на Таничка. Тоа второто?
Еве сега само да направам Да видите share screen тук. Видите каков интересен предизвик ви спремам за домашна. Пак ќе биде во делот ако сакате, ама ќе биде многу интересен, пошто се работи за игричките и мислам дека ќе сакате да го направите. И да не знаете, на интернет, на YouTube има многу видеа кои што покажуваат како да се направи, така да тоа ви е веќе готово домашно ако отворите на YouTube и го најдете. Еве наставничка. What's your name? Твоето е со име? Не, наставничка, 2 или 3 прашања беа. Здраве, Сара. Добро, тоа ќе почна на буквата С. Тоето има 5 букви. Од каде си? Аха, имаш дополнително внатре прашање. Добро. Само да меря ти си од јас сум тоа што денес. Добро, супер. Може тоа да трае повеќе секунди, пошто не стасав да го прочитам. Може да биде и 8 секунди без проблем. Супер, креативно. Само именувај си го проектот горе, пошто гледам дека немаш име. Thank you so much. Океј. Мислам дека може да почнеме со тоа што имаме за денес. Веројатно проектот што ќе го правиме сега на час, сите ќе успеете да го завршите, пошто е прилично краток и брзо се прави, ама ќе го направиме со ваша помош, што значи вие ќе бидете сега наставниците, а јас ќе бидам ученикот што ќе ми кажувате што треба да правам. Потоа ќе ги доправиме веројатно или ќе почнеме да ги правиме предизвиците што ви ми испратено, ама за нив заедно ќе дискутираме и заедно ќе ги правиме. Тие предизвици што нема да стасаме на часот да ги поминеме, ќе останат за дома, заедно со едно друго интересно домашно, кај што мислам дека, како што реков, ако гуглате на интернет едно клучно зборче, одма ќе ви излезе решението за тоа ваше домашно. А навистина интересно. Океј. Повели. Јас нема погрешив мојот хенгмен, ти тогаш нема време да го направам. Ние. Дали работи без проблем? Мене тоа ме интересира. Да. Па ако работи тогаш јас верувам дека го имаш направено. Јас не сум го тестирала мојот hangman. Значи јас за тоа прашав дали ви е завршено и дали функционира. Кај тие кои што не функционираше, тие ми го покажа за да го доправиме. Пошто веќе кодот ви беше даден на фотографија, не беше нешто што требаше вие да го измислувате, ме разбираш? Ради тоа го барав да ми го вклучат само тие кај кои што имаше некоја грешка или не функционираше како што треба. Значи, тоа. Пошто Дмитар погасно се вклучува, да ги проверивме ние домашните сега. Прашање до тебе. Дали успеа да го направиш хенгмен? По сликите, нели имав испратено како слики? Имам проблем. Димитар? Чекайте, онче? Јас ли? Хенгмен, дали го направите, прашува учителка. Ајде провери. Имав испратено во мејлот за домашна сликички, од кои што можеше да се види кодот, пошто на документот може би изгледаше замрцкано, па не се читаше. И требаше само да го додадеме кодот што е по сликата. Затоа прашам дали... Успеа да го направиш? Или проверуваме? Още го имам. Димитар? Или проверуваме, може би? Сега. Добро. Јас таман за тоа време празен проект да отворам за денес. Наставничка? Па реков вие, повели ми да. Јас требаше да ви ги покажам малите мачиња. Да, тоа ни беше договорот. Да, мене ми текна, ама викам мај, ако не ги покажала сигурно. Дали може, пошто верувам дека на крај веќе ќе снимаме ни концентрација, дали може на крај пример да ги покажем? Да, може. Само подсети ме, добро? Да.
Ето така, готово. Да, Знам знам, дека јас ќе го беа напишам. мали минатата недела, многу беа мали. Едва и така гледа со очињата, сега му се поголеми. Ја. Ќе почекаме само да видиме кај Димитар дали му е готово, за да му го проверам и ќе почнеме со тоа што имаме за денес. Завршено, напишав. Ајде. Ајде. Да шеруваш. Готово ли ти е? Милетно. Ајде проверите го со наставничка. Ајде да видим. Не е готово? Не слушнав. Димитар, не е готово? Да продолжиме со тоа што имаме за денес. Те молам одговори ми, дали е готова? Не. Не е готова? Не. Добро. Океј. Значи, мислам дека и претходното домашно исто така не беше готова. Така да јас за следниот час пак ќе те прашам дали го имаш ова домашно од сега, пред минатиот час исто така што имавме домашно и тоа што ќе го имаме за ден. Така да, вака сега. Домашното јас ви го давам за да го повторите тоа што го работиме на час. Ако го не правите домашното, ќе ви остане во сеќавање тоа што сме го работеле на час. Ако не го правите, тогаш можеби и истиот ден ќе ви помине, можеби нема да се сеќавате. А вака кога ги повторувате работите, ви останува во сеќавање и ќе ви помогне во иднина, бидејќи, како што реков, на крајот ќе ме потсетите да ви кажам за до кога ќе имаме часови и што ќе се случува кога ќе ги добиете дипломите. Значи, тоа реков на крај ќе го кажам. Океј. Тогаш ќе почнам со новата лекција. Ајде, вака. Делувам екранче, би требало за кратко да го гледате сите. Да. Океј. Супер. Денес ќе имаме едно кратко повторување на нашите листи. Ние, дали може би се сеќавате, дали досега правевме квиз? Не. Прво полугодие? Да. Правевме квиз. Со што го правевме таму квизот? Па беше како, не знам кој да го објаснам. Прашање со собирање. Ама Со дебагет беше. во Со дебаги? дебагет мислам дека беше. Мислам или со собирање или со одземање. Кој блокчиња ги користевме? Не да се фокусираме повеќе на прашањата што сме ги користеле, туку дали ви текнува дека имавте како вие да додадете прашања, па додававте прашања од природни или таму од какви се не прашања, македонски, математика, различни тематики имавме на прашања. Ама ние тогаш ги работевме. Кои беа овие блокчиња тука? Еве ќе ви кажам дека се од Sensing. Со кои поставувате прашање? Со Ask. Со Ask и добивате Wait. одговор со? Добивате одговор со? Answer. Добро. Океј, таму го зачуваме answer, така? Таму го зачуваме. Па, ние денес ќе пробаме да направиме квиз, но тоа нема да биде со ask и со answer, туку ќе биде со листи. Ќе видиме како, ќе ме потсетите уствари вие, како се прават листите, заеднички ќе додадеме прашања, и потоа кодот
ќе го додадете вие. Мислам дека тоа ќе биде лесно. И сега ќе ми треба ваша помош. Може прво да се подсетиме што беа листи, зашто ги користевме? Зашто се корисни листите? Знае некој да ми каже зашто ги користиме листите? За да пример За да, кој за да запамтиме нешто. За да запамтиме нешто. Добре, супер. Друг некој има различна дефиниција од тоа? За да кога идеме пример предавница за нездрави и за здрави работи како да ги организираме, не знам како да објаснам. Добро, може и така, да. Може да имате различна листа за зависи од тоа каде одите. Например, треба да влезете во продавница, може би треба да влезете во месара, што да земете од продавницата, што да земете од месарата, така. Различни листи да не испадне све да ви е на една листа. Може да имаме повеќе листи, така. Ние тука во Scratch откривме дека можеме дека имаме ограничено колку можеме податоци да ставаме во листата или немаме ограничено. Имате ограничено. Имате ограничено. Што мислите? Мислам дека немате ограничено или имате ствари 10 ограничено. Не знам. Сакате да пробаме да видиме? Да. Ајде да пробаме. Како да направиме една листа? Кај треба да одам? Во variables, Добра. после ја тука Make make list. Тука И- make a list. и сега треба Добра. име. Сега име. Може да напишеме што? Еве, продавница, па после ќе ја избришеме листата, пошто нема таа да ни треба. Океј? Еве вака, ќе додадам во неа. Еве, например, што да земеме од продавница? Колкошка. Кажи? Млеко слушнав. Друго? Јас. Колкошка. Кокошка? Добра. Банана. Банана. Банани. Добра. Јаболка. Јаболки. Јагоди. Јагоди. Јајциња. Јајциња. Леп. Леп. Браво. Кашкавал. Кашкавал. Сирење. Сок. А сега еве сок. И ако кликнам Enter, дали ќе можам 11 елемент да внесам? Што мислите? Мислам, Да. да. Или да. Еве да. Ајде да пробаме. Кој рече си? Сок, не млеко. Што рековте нешто друго? Јогурт беше. Јогурт, Круасан. круасан. Гледате дека можам да внесувам колку ми требаат елементи, така? Значи, можам да внесувам колку сакам. Опа. Ева вака. Сега тоа што се празни е друга работа, ама чисто ви демонстрирам дека немаме ограничување за тоа колку сакаме да внесеме податоци во една листа. Тоа треба да го знае. Ќе избришам сега. Што ни треба друга да направиме. Дали пошто веќе еве направивме, ми кажавте како да направиме листа, ќе пробаме сега да направиме две листи. Едната ќе биде со внесени прашања за нашиот квиз, а едната ќе ни биде за внесени одговори. Што значи, прашања ќе биде првата листа, потоа ќе направиме друга листа и таа ќе се вика одговори. Океј? Е сега, прашања и одговори нормално нема да бидат видливи на сцената кога ќе работи проектот, само ќе не биде видлива на нас сега кога ние ќе ги внесуваме прашањата и одговорите. Кога станува збор за правење на квиз со помош на листи, треба да знаете дека, ова е многу важно, прашањето што ќе ви биде на прва позиција, одговорот за него исто така треба да биде на прва позиција. Не може да биде на различно, бидејќи нема да го пресмета, нема да го испечати точниот одговор. Значи, прашањето што е на првата позиција, треба на истата позиција да биде и одговорот во другата листа. Еве, дајте ми некое прашање кое што може да биде од било која сфера, било што може да биде прашање. Дали имаш црвена коса? Како тоа е?
Некој може да има црвена коса, некој може и да нема црвена коса. Не е дека е тоа фиксно, дека треба да се има црвена коса. Разбираш? Дали Значи, купим млеко? треба да биде нешто што е општо прифатено дека е точно. Дали купим млеко? И тоа не е прашање. Како се викаш? Дали имаш храна во фрижидерот? Ај вака, може да ви дадам пример за прашање? 4 по 2. 4 Може 4 по 2, браво. Дали си Општо- човек? 4 по 2, не е тоа. Дали имаш милениче? Не, слушнете ме вака. Значи, прашањето треба да биде нешто што е општо прифатено дека е точно или неточно. Например, математичко прашање, прашање од природа, прашање од македонски, не знам, Како се вика вода на англиски? може. А сега, одговор за нашето 4 по 2, колку е? 8. 8. И во одговори ќе ми стои 8 на првото место. Еве следно прашање. Како е за вода на англиски? Океј? И треба да додадеме одговор. Што? Water. Water. Еве. Гледа, се разбираме сега што какви прашања треба да бидат? Да. Океј. Следно Да. прашање, што би имале? Дали при банани продавницата? Не е тоа прашање воопшто. Sorry? Некој може сака банани, некој не сака банани. Дали имате храна во фрижидерот? Ама некој може би има, некој може би нема. Добро. 8 по 5. 8 по 5. Може да биде 8 по 5. Колку е 8? 40. 3 минус 6. 368 делено на 50 по 30 се плюс 5. Да, Делено на 5. минус 65. Чекај, стоп. Може да пробаме некој еве да пример да биде 6 плюс 2. Сакате уште математички да бидат? Не. Може да биде прашањето каква боја е Спонџбоб? Мусито. Жолта. Епа, каква боја е Спонџбоб? Така беше? Колку бои има во виножитото? Кој е рецепт Седум. од краби пади? Добре. Океј, мислам дека значи вака, прашањата треба да бидат со одговори што општо се прифатено или е точно или е неточно. Знаеме дека општо сите еднаш барем го виделе Спонџбоб и знаат дека е жолта бојата. Спонџбоб не е розев, така? Што значи треба да напише жолта, инаку ќе биде неточно прашањето. Друго, каква боја е скреч мачето? Пример. Или Портокалова. каква боја е сонцето? Или дали... Јас имам прашање. м, Може да кажам. Ајде, Колку бои има во виножитото? може и тоа. И колку има? Одговорот? 7. Еве 7. Гледате? Значи за такви прашања станува збор. Океј, што ми помогнавте сега да направиме две листи, мислам дека сте спремни да пробате да го направите проектот број 1. Значи, треба да имате две листи. Океј. Тука има дадени примери за прашања, доколку сакате, можете и да ги смените и да додадете вакви како што сега покажавка. Мој предлог е да пробате да се задржите за прашањата што се тука дадени, а потоа ќе имате простор да додадете и ваши. Но ако сакате, можете директно да додадете барем 4, нека има или 5 прашања кои што ќе ги додадете во листите. Го додаваме кодот, гледате колку е краток, ќе би требало многу брзо да оди. Кога ќе го завршиме него, Човек треба да ти каже престани. И што глупости се правел? Okay. Значи, гледате дека кодот е прилично краток и би требало да го завршите сите за многу брзо.
кога ќе го завршите, ќе добиете дополнителна предизвик за ова прашање и потоа ќе преминеме на предизвиците што ги има тука. Заедно ќе почнеме да ги решаваме, па ќе видиме до каде ќе стигнеме. Прилично кратки се предизвиците, иако има овде голем текст, ќе видите дека текстот е уствари објаснување на Кај е задачата. линкот за ова? Ги имам испратена на мејл. Океј. Јас ги... Тоа е тоа. Дали има некои прашања врска со задачата сега што треба да ја правите? Наставнички, значи треба да отвориме нов проект и да го направиме првиот проект, така? Да. Мора сите да се математички прашања? Не мора. Ако сакате можете да ги смените, не мора сите да бидат. Може Јас се примерно, направи свој математички, окей, може и свој. ама лесни се премногу. Окей, може со загради да вметнете, така ќе. Јас ќе направам претешки. Окей. Значи, имате 1/10 минути, мислам дека е повеќе од доволно, може некои побрзо ќе го направат. Кога Јас ќе уште бидеме малце. готови? Кога ќе бидеме готови, ви давам предизвик за овој проект и потоа преминуваме на официјалните предизвици што ги имате во работните листови. Окей? Ако му треба на некој помош, ќе ве замолам да вика за да ви помогнам. Договорено? Океј. Окей. Ајде. Чат ќе ни пратите? На мејл веќе постојат прашањата. На мејл се испратени материјалите? Кажи ми ако не успеш да ги најдеш, ќе ги испратам тука. Санички треба да се направи variable што се вика листа. Не е variable што да, треба да се направи variable што се вика листа, да. Не можам да ги најдам. Сакаш да ми споделиш екранче да пробаме заедно да ги најдеме? Наставнички треба да направиме variable што се вика листа. Не требаше само Да. да листа да направиме. Треба и variable, да, треба и variable. Ама Hangman не го правиме сега, Димитар. Знам. Сега имаме нешто друго. Како да се вика variable? Прв, Како да се вика variable? листа. Лист. На англиски. Листа. Треба да кликнеш на тоа што ти се појави approve или таму синото копче треба да го кликнеш. Првото и Димитар, ме слушаш? Да. Санички? Треба да го одобриш тоа request. Ете така. Молам? Треба прво листов да ти направиме или кодот? Направи ја прва листот. Океј. Еве го, што треба да се направи. Значи, 2 листи со прашање и одговор, сега покажавме како се прават, и потоа го гледаш од овде кодот, гледаш дека имаме направено и променливе, што се вика листи. Ајде вака, ќе отворам овде кај јас. Файл, new, ни треба нов, ваква, така. Доаѓаме кај листи, правиме една променлива што ќе се вика листа. Вака, окей. И правиме 2 листи, едната се вика прашања, а другата се вика одговори. Океј. Сега твоја задача ќе биде само да додадеш прашање тука и одговори. Прашањето што е на првото место, треба да го има и одговорот исто на првото место. Тоа е многу важно, тој редослед да се запази. Второто прашање со вториот одговор. Третото прашање, третиот одговор. Треба минимум 4 прашања да имаш додадено и кодот треба да го гледаш од тука и истиот да го направиме. Океј? Што значи, ствари, не треба мачето да биде, треба да биде Avery. Наставнички, Океј, ќе ја додадеш девојчето што е таму направено и ќе почнеш со работа на проектот. Ако негде заглавиш, викај за да ти помогнам. наставничка, листата како треба да ни се вика? Прашање и одговори. Има еден variable, не знам како да го речем, што се вика листа. Да.
Билана. Читала. Јас се слушнав во предизвикот, во секој пат кога ќе Значи, јас одговориме сум чула. прашање, треба кој ти да има variable тука, што да кажува колку прашања е одговорено. Не Да. знаеш дали се грешка или точни. Точно, ете така, готово. Пробај ова да го направиш. Листата променливата може да се вика answered questions. Океј? Пример. Или questions past, колку поминале прашање. Океј? Тоа може да биде. Прво ми се пријави, мислам дека Јас се пријавив. Горијан, така, Горијан прво ми се пријави. Ја. Па после Сара. Ајде, Горијан. Окей, Соничка, Супер. Соничка, Молам, смее своји прашања? смее да. Добро, фала. Мислам дека претешко ова го направи. Вака се, одиме по ред, така? Значи, прво оди множењето, што значи 3 по 32 би било Не, 60. 3 по 3000. Да, ама гледај сега како тоа се прави без калкулатор. Пошто станува збор со нули, нулите можеш да покасно да ги додадеш, доволно е 3 по 32 да пресметаш, колку е? Тоа е 90 Епа да, чекај. и ќе ги 3 по- додадеш трите нули. Тоа е 96.000 Јас сум готова. 96.000 делено на 200. 96, ако го поделиш на 2 е 48. Ама две нули ќе му одземеш на ова. 480 и 3 483 483. би требало да биде. Ајде да видим. Јеј! Браво. 32 по 3 минус 2. Ова е тојсно. Ова е лесно. 96. Дали некој може ова да ми 4. одговори? Некој може ова да го одговори? Ама ти Најтешкото на цел свет. 94. 35. ова е 30. Многу е тешко. Точно. А ова? А истото е. Дал ти Да, точно. Ова? Кој ќе го одговори ова? Јас. А што значи линиичката? 5 милион. Делено. делено. А, делено. 5 милион. Чекајте. Еве сега. Може на брзина да го Не. речем. Нешто морам да направам. Океј. Супер, инаку Горјан, дали инаку слушна за предизвикот што го дадов за предизвикот? На Соничка, јас го правам предизвикот. Ајде сега одговор. Ти го видов. Што е одговорот? 18,5 Што е ова? Предизвиков? Предизвикот е да направиш променлива што ќе изброи на колку прашања Соничка одговори. го направи за прашањата. И јас се направи сега, многу лесно беше. Да, прелесно. Супер. Тогаш пробајте направете променлива што ќе ви брои само точни одговори. Добро, скор, како спор, Или скор, или точни, може да се вика точни прашања. Right answers на англиски. right answers, да. Или пример answered. Може и answered. Уствари answered ќе беше претходното. Значи right answers може да биде ако сакаш на англиски. Сара треба да ми покаже. И ова е точни прашања лесно. Океј, супер. Треба едно блокче да се стави. 2 по 3, 6, точен одговор. Тоа еднакво само тргни го кај осмицата на прашањето Соничка, еден. можете ја следно да покажам? Може да. Кај одговори, Сара, гледам дека имаш еднакво ставено пред осмичката. Ќе мора еднаквото да го избришеш, пошто нема да... Ако напишеш само 8, без еднаквото нема да се го смета како точен. Ево вака можеш, да. Завршив. Супер! Соничка, Соничка, кој беше предизвикот?
Предизвикот беше да направите променлива, која што во истиот инаку проект, која што ќе ви изброи на колку прашања имате одговорено, без разлика дали се точни или неточни. Наставнички го направив и јас со right answers. Супер. Само пошто работи. се пријави да проверам Мија дали го има решено проектот? Молим? Дали ти го реши проектот? Да. Океј, пошто мислам дека ми кажа додека покажуваше екран Сара. Ако го имаш решено, сподели ми екранче, ако не да му дадеме на Димитар прашања. Вака. Length of, горе прашање треба да биде со листите, со кругчето од листите. Каде? Таму кај што е глувчето, гледаш кај што вика pick random. Горе Работи. вика од 1 до length of прашање, да. Прашање треба да биде од прашањата тоа. Така, супер, готова. Ајде сега. Наставнички? Oh my god, Леле, не Ајде да пробаме да ги погодиме кај Мија прашањата. Па зошто не Наставнички? спојува? Чекај, стоп. Леле, не ми... Ај, кликни ги да се видливи овие. Кликни овде кликни на одговори или на прашања на некој од нив. И двете, нели напред имаш тикла. Чекај. Овде. Да. Наставнички? Да. Ај ще клирај ги Зашто да клирам? бидат видливи. Сега, Виктор, стој само момент. А имаш прашања, зошто не ги покажува? Не знам, ми ги покажуваш кога испра... Сега гледај. Има мала грешка во кодот. Ај отвори ги материјалите и сега ќе ти посочам уствари што е грешката, директно во материјалите. Отвори Да ми ги ги отворам материјалите. на компјутерот? Да, Наставничка, искам. сега. Може да информация много бързо. Овди. Еве. Чао. Наставнички ме Значи вака. предизвикат. Ај там. Ај врати се во скреч, уште еднаш само да го дзирнам. Сега. Наставнички? Наставнички, јас не најдов грешката. Ја најде грешката? Да. Ајде кажи ни ја грешката. Каде што пишува links up е со зелено, а треба да е од make a list да го зема. Треба да го земе од листите. Јас сам прво за тоа, ама потоа ми стана јасно. Значи, Наставнички? оди... Вака сега, момент само. Знам дека сите застанавте до негде, само ова да го поправиме тука и ќе ви посветам внимание. Значи, ова length не треба да биде од зелените, треба да биде од овие кај листата. Океј? Оди надоле, барај length таму. Има подоле, го length. Тоа. Наставнички ми работат одговорени прашања, точни прашања и листа. Одлично, браво. Кој на мен Мога ми да ви работи добро, покажам? е, се време, јас Вака? се време се Само започнав избери- трети предизвик. Само избери ова прашање тука да биде. Наставничка, имате други вакво предизвици? Да, само Може да дадеме предизвик да презентира некој што ги има решено тие за сите да го видат решението да го направат. Јас. Само момент. јас ги направив сите пред многу време. многу Може вака време да се си. договориме кога еден зборува, останатите да го сослушаме, потоа да имаме право за збор. Значи вака, пред ова ќе заврши Мија со покажување, може да проба да ги тестира одговорите сега, да пробаме да одговориме некој од нив, потоа треба Димитар да ми покаже екран и тогаш ќе треба некој да покаже. Наставничка, Меѓу време, доколку кај некој не работи нешто или не знае како да го направи, ќе почекаме еден што ќе го покаже и ќе објасниме како е направено, за да може и вие останатите да го направите. Договорено така? Да, јас Океј. имам целото. Мија, добро, ова е 11. Супер. Ајде да видиме следен одговор. 10 плюс 10 колку е? 20. Добро. А 10 плюс 20. 10? Океј, супер. Океј, Мија. Мислам дека сега работи како што треба. Само стави име на проектот. Гледам дека горе нема име. Првиот предизвик беше да се направи променлива што ќе ни брои колку прашања поминале, а вториот предизвик е да се направи променлива што ќе брои точни одговори само.
Добре. Димитър да ми сподели екранче да го проверим. Соничка, А, не съм... само съм направила едно прашение, ама много е тежка. Како се вика твојот најдобар другар? Не, друга. То ми беше предходното. Ама пример, еве твојот најдобар другар може се вика Не, това ми беше пораната. чек. Това Вака е се. много тежка. Кој има Anger issues. anger issues? Не знам на ова одговор јас. Много е лесно. Не знам. Да ви покажам? Ајде. Тој што има. Значи вака, мислам дека за прашање се договоривме, треба да биде прашање кое што е општо познато за сите. Пример, знаеме сите дека 4 плюс 2 е 6, така, не може да биде 8. Или пример, сонцето е жолто. Пример, или имаме 7 бои во овино житото. Значи тоа се прашања кои што општо се познати за сите дека се така, а вака на прашањето кој е твојот најдобар другар или можеби каква боја е твојата коса. Можеби секој има различна боја на коса или можеби на некој другарот е девојче, на некој другарот е машко. Можеби кај некој другарот се вика Марко, кај некој се вика Димитар, кај некој се вика Виктор. Ме разбирате за какви прашања се стануваше збор, значи такви прашања требаше да напишеме. Кои што се општо познати за сите. Ова не е пример општо познато за сите, дека ова е прашање. Самичке, М? а кој е третиот предизвик? Нема трет предизвик. Толку се предизвиците, само тие две. Да. Значи, Значи, се време саках да питах Ќе кој е морам, предизвик. ќе мора Димитар да ги промени прашањата малку. Чекай, Виктор, ти кој ги имаш? Па тие двете Мора има Димитар предизвик. малце да ги промениш прашањата, ако немаш идеја за кои прашања, може слободно да ги напишеш, тие што ги пишува во материјалите. Ама не, Виктор. Вага ти се. имаш од... Некој, ќе ми се исклучи компјутерот само момент. Виктор, Ги направив и двете предизвици. одговорени прашања, точни прашања и листа Да. направи? Не, Па исто. да. И јас само на англиски ја направих и отколку така одговорили точни questions past или right answers. Точни одговори, колку прашање имаш поминано. А ти на почетокот стана set questions past, на мен така ми ето 0. Интернетот ми е лош. Што стана сега? Океј. Мислам дека повеќето ги имаат решени и двата предизвици, едниот со колку прашања имате одговорено и едниот колку точни имате одговорено. Тој прв што ќе кликнеш screen share, тој ќе ми покаже. Виктор кликна. Да, јас И тука сега, да Так. објасниме за тие кои што немаат направено како и да објасниме како да направат. Може? да се вирам. Слушам. Објасни како го имаш направено. Гледам дека имаш две променливи. Едната се вика questions past, значи колку поминале прашања, така? Едната се вика right answers, значи која што ќе ни брои само точни одговори. Така? Да. Тоа беа двата предизвици. Објасни ми сега кој каде стои и зошто таму стои. Questions past стои тука, еве го и тука. Видите, не знаеме ако дали е точно или грешка. Ако добиваме прашањето грешка, кажуве дај ја тука и тука. Ја, например, што ќе напишам, тука, пак ту каже, wrong answer и questions past. Не знам сега дали да клам прво за
прво да стигнат они и па после да кажат и ако сега не стигнуве, стигна. Не знам дали кой, ама не се забарам за това и не оправам. А че интернетът ми е лош. Нищо. Значи вака. Не лафте! Цяло време? Или лафахте? Не, слушам. Аз мисля, моят интернет беше лош и никой не лафше. Не. Слушаме само, внимателни сме. Значи, мислам дека ова се беа доста лесни предизвици. И сега, ако сакате овие предизвици да ги однесете на следниот левел, пример, кај ќе треба стварно математички нешта да направите, знаете што би било? Што? Колку проценти од одговорените прашања се точни? Што? Тоа може да биде следна прашање. Например, колку од одговорените прашања се точни? Например, јас ќе одговорам 10 прашања, ама од нив 7 ми се точни. Колку е тоа во проценти? 7%. Не е 7%. Со нула. Значи, ние тоа го немаме учено ни во школа. За тоа рекав, тој предизвик воопшто го немам ни кажано, пошто е прилично тежок. И ете, можеби никој го немате учено тоа ни по математика. Значи имаш 10 прашања и 7 од нив ти се точни. Океј? Колку е тоа во проценти? 70%. Ама, како што рекав, тоа пошто или пример имам одговорено 2 прашања, ама едно е точно. Колку проценти се точни? 0.50. 50%, значи 2 прашања сум одговорила, едното е само точно, така? Едно е само точно, од 2 прашања едно е 50%. Океј, ама тоа го немате учено, затоа воопшто не ни дадов таков предизвикот е прилично тежок. Океј, мислам дека ова што го покажа Виктор е повеќе од објаснето точно. Значи, ова е за колку прашања поминале и го ставаме и кај right answers и кај wrong answers. Значи, не ни е важно дали е точно или не точно, ова ни е важно само да ни преброи колку прашања поминале. Океј? Но кога потенцираме дека сакаме да брои точни одговори, кога сакаме да ни брои точни одговори, точните одговори ги ставаме само right answers. Овој дел тука. Тоа е целата идеја. Океј. Тоа е тоа. Ви благодарам. Мислам, фала ти Виктор. Дали има некој можеби кој што ова не го направи, а ова му помогна да го направи? Наследнички на мене само смее да не исклучите скриншер за да го доправам. Да го оставиме вака уште малку? Да. Океј. Добро. Ќе го оставиме. Сите кои што го немаат ова направено може да го селектираат и да го направат. Мислам да го гледаат од скриншерот. Направи ново прашање. Може да го гледа. Добра, дали ќе може сега на проектот да ги додадеш овие новите 2 променливи кои што се покажани тука на екранот кај Виктор? Гледаш, имаме ново прашање, нови 2 променливи. Едната се вика поминати прашања или на англиски questions past, а едната се вика точни одговори и се вика или right answers, ако сакаш на англиски, и гледај каде е нивната позиција. Можеш и да го сликнеш ова, у случај да се исклучи екранот или можеби да завршиме со часот за да можеш да го направиш. Океј? Океј. Ова Виктор уште го направено, можеш само стоп да кликнеш на проектот за да не биде вака обележен кодот пошто е малце замрчкан. Наследнички смее, а Јас сум завршена. Може да кликнеш Виктор, ме слушна? Аха, добро. Како што е малце замрчкан вака кога е пуштена, сега е окей. Може слободно стоп. Е така. Наravno. Ќе почекаме, мислам дека ова ќе ви помогне на сите. Почекам. Јас сум завршена. Сет. Наследнички, да не заборавите да ни кажете тоа што требаше и не да ни ги покажем начинот. Добро. Да се кажем, јас сум веќе завршена.
Добро, ќе почекаме сите кои што го немаат ова направено, кажете ми кога ќе бидете готови за да го исклучи скринот Виктор. Нека го исклучи на сенчке, сум готова. Не сум. Добро, ќе го почекаме Димитар. Наставничке да ме подсета, мора на крај да го кажете за дипломните нешта. Сега ме подсети и Сара. Океј, може додека ја пушта на екранот на Виктор да ви соопштам. Вага сега. Нема да ги видам прашањата. Прашање? Не ти требаат прашањата да бидат видливи. Хорошо. Да, не треба, ја ги. Не треба две променливи, треба да имаш Двојца- направено овие. Мислам различни. Во твојот проект, значи вака Димитар, во твојот проект треба да додадеш две променливи. Едната се вика поминати прашања, а едната се вика точни одговори. И првото поминати прашања е ова, и тоа треба да го ставиш тука и тука. А right answers или точни одговори треба само да стои на првото место. Тоа само треба да го направиш. Прашањата се твои, не е поентата да имаш исти прашања како Виктор. Работата е да го направиме предизвикот со да ни брои променлива колку прашања поминале и да ни брои колку се точни од тие прашања што сме ги одговорили. Додека стои екранот тука, да препише, како што реков, пошто гледам дека немаме ни време веќе од часот, можеш да го сликнеш ова и да го за да си го направиш после, пошто ќе имате за дома друго. Добро се да го телефон. Океј, нека ни се врати Димитар, пошто треба да слушне за тоа што треба да го кажам. Гледате дека денес ние час 15, односно завршуваме со час 15, а до крај имаме час 17, што значи ни остануваат уште 2 часа, што ќе ги имаме следните 2 недели. Завршуваме на 28 мај. Океј? Тоа е вторник. Тогаш завршуваме со скреч. Вие завршувате... Чекај само да видам дали Димитар се врати назад за да го кажам. Врати. Добро. Значи вака. Значи имаме уште 2 часа кои што ќе треба да ги изучиме. Тоа се следните 2 недели. Завршуваме на 28 мај со последниот час, час 17. Следниот час и часот после него ги правите вашите завршни проекти што на последниот час ќе треба да ги презентирате и да ни ги испратите како линкови за да можеме и ние да ги играме или да ги тестираме. Океј, значи ќе треба сите на share копчето да кликнат за да може да сите ние го гледаме или го користиме тој проект. Сега, реков дека на крајот, дали Димитар успеува да го сликне за да исклучиме екранче? Димитар? Да уклучиме екран? Да. Не, дали може да исклучиме сега екранче? Дали Да, ова... слика. Добро, готово, окей. Вака сега. Ајде да ви кажам за дома уствари што имате. За дома не ви кажам. Така, Треба да Што направим. имаме? гледате дека овде има на следното ливче предизвици. 1, 2, 3 и 4. Ќе ги објасниме сега секој од нив, што значува и како треба да се направи. Прилично кратки се и брзо се решаваат овие предизвици, доколку ги слушате зборовите што ќе ви ги објаснам сега. Значи, 1, 2 и 3 ќе треба да ги решите. Четворката, мислам дека веќе го решивме на час. Креирај квиз со тематика по собствен избор, во кој ќе имаш минимум 4 прашања. Откако корисникот ќе го реши квизот, да му излезе порака колку прашања одговорил точно. Пошто веќе научивте како се прави променлива за точно одговорени прашања, овде вели дека не цело време да покажува кој е точниот одговор, туку само на крај да излезе порак. Мислам дека ова е веќе јасно и ова би требало брзо да го решите, така да целта ми е задолжително треба да имате решено некој од предизвиците 2 или 3. Дали се слушаме? А можеме Задолжително. четирите да ги решиме? Апсолутно да, тоа е најидеалното нешто што може да го направите. Целта е да ги решите сите предизвици. Но, ако не успеете сите, задолжително или двојката или тројката. Задолжително, еден од нив два ќе ве оставам да изберете кој сакате. Не го гледајте тоа што има премногу текст,
Текстот во оваа задача е уствари објаснувањето чекор по чекор што треба кој код по ред како да оди. Затоа се дадени под точки тука. Ама да почнем од почеток да ви ги објаснам предизвиците. Првиот вели, користејќи ова предизвиците се за повторување на се што имаме изучено второ полугодие. Новите работи и како тоа да го инкорпорираме заедно со тоа од првото полугодие што го имаме изучено. Значи, циклусите, условите, листите и низите. Okay? Пен екстензијата исто така имаме учено минатото полугодие, ама како незе да ја искористиме со цртањето. Користи ја пен екстензијата за да ја креираш фигурата која што е прикажана на сликата од ваша десна страна со едно активирање на низата блокови. Значи, кога ќе кликнам јас на зеленото знаменце, еве чисто да ви покажам како функционира кодот. Кога ќе кликнам на зеленото знаменце, целта е директно да ми се нацрта таа фигура. Како да ви дадам помош за тоа што треба да гледате кај фигурата? Прво, треба да запазите колку краци има фигурата. Колку краци има? Дванаесет. 12. Што значи 15. 12 има. Што ќе значи дека ќе имаме некој што ќе имаме циклус што ќе се повторува 12 пати. Така? Треба да провериме колку би бил аголот што треба да се сврти нашето пен за да може да се нацрта овој тука агол. Okay? Тоа е идејата. Не знам, мислам дека имате учено агли. Еве чисто ви покажам само како изгледа решен проектот. Само момент. Проект 1. Евака. Океј. Евака. Гледајте се, ако ќе кликнам на зеленото знаменце. Аха, имаме мала грешка. Има мала грешка тука, ама ќе ја поправиме сега. Уствари па ќе го видите кодот ако ја поправиме. Треба уште една линија тука да ни се поврзе, значи топчето, со оваа линија тука. Имаме 12 краци и идејата е внатре да видите, треба да имаме некој репит циклус што ќе ни брои уствари колку имаме поврзувања со вака се 90. Океј. Ај вака, ова може да биде вака, а ова да биде вака. Само момент. Ај вака. Ај да видам. Повторно исто. Не треба да биде вака. Упс. Нешто. Ми избега ова. Аха, еве. Добре. Мислам дека сега е окей. Се гледа екранот. Малце е доле звездата, ама Сенечка, како рековте? Како беше тоа што го покажавте? брзи сте со сликањето? Треба да го сликам. И ова треба да го сликаме? Не треба, ова треба да го решите сами. Еве како треба да изгледа проектот 1. Тоа е идејата. Треба да се нацрта проектот 1 на овој начин. Само да видам кај ми беше. Океј. Значи, треба со вртење да се нацртат звездата. Вториот проект вели направи програма со која ќе внесеш 4 различни броеви и истата ќе го пресмета нивниот збир. Имајте на ум, еве овде помош ќе ви дадам како треба да се реши. Значи, треба да имате 4 променливи, што ќе се викаат прв број, втор број, трет број, четврти број.
И треба да го прашувате корисникот. Внеси прв број. Тоа треба да се зачува во прв број. Внеси втор број. Тоа треба да се зачува во втор број. Okay? И така се до четвртиот број и на крај треба да имаме собирање. Со овие собирањата од операции треба да ги имате со овие собирањата. Okay? И треба да се соберат броевите, сите 4 треба да се соберат, ама како што реков, треба да имате променливи што ќе се викаат прв број, па треба да имате втор број, треба да имате трет број и така натаму и така натаму. И пример ќе ги ставите овде внатре. Прв број да се собере, втор број да се собере. Ама како да се чуваат работите што ги внесе корисникот во овие променливи? Answer ќе го користите, его, пошто со answer со ESC ќе ги ставате прашањата, внеси прв број или кој е првиот број. И во answer ќе ви се зачува првиот број. Ќе треба да направите да ја преземе вредноста променливата од answer. Значи ќе треба прв број, ќе треба првиот број да е еднаков на answer. Нормално сега овде не ви го кажам целиот код, идејата е вие да го решите. Треба првиот код, првиот број да го земе answerот. Па тогаш повторно се поставува прашањето. Внеси втор број. Okay? Внеси втор број. Па потоа имаме повторно вакво нешто, во некој repeat или во некој if, треба вие да одлучите во која треба да стои. Вака, треба да биде внеси втор број. Вториот број ќе биде од answer, така? И трет број, и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи треба да се земат вака броевите и да се соберат на крај и да се испечат избирот. Тоа е идејата на проектот 2, на предизвикот 2 се извинувам. Предизвикот број 3. Станува збор за лотарија. Твоја задача е ти да ја организираш. Треба да биде фер, каде што нормално не треба да биде треба да биде фер избран победникот. Секој надпреварувач треба да внесе збор по негов избор. Например, некој ќе внесе книга, некој ќе внесе стол. Треба тој збор максимум до 10 букви да има. Како го одредуваме победникот? Компјутерот избира рандом бројче кое што ти не го знаеш и должината на твојот збор треба да е еднакво со бројчето што го избрал компјутерот. Например, ако компјутерот избере број 5, рандом, пошто бира од 1 до 10. Ако го избере 5 и ти внесеш маче, колку е долго мачето? Зборот маче колку е долго? 4. Тоа значи дали ти ќе бидеш победникот ако компјутерот избрал 5? Не. Нема да бидеш. Ама ако внесеш книга, дали ќе бидеш? Да. Бидејќи должината на твојот збор и бројот што го избрал компјутер, и бројот што го избрал компјутерот се исти. Тоа е идејата на овој проект. Иако има голем текст, текстот ја објаснува задачата што треба да направи. Компјутерот избира број од 1 до 10, ова е првото во кодовите што треба. Надпреварувачот внесува број, со ESC внесувате број, okay? Внесувате збор, се извинувам. Компјутерот треба да ја спореди ако должината на зборот или должината на answer е еднаква на pick random. Okay? И потоа, ако се еднакви, излегува порака браво, ти си победникот. Ако не се еднакви, ви благодариме што учествувавте, пробајте повторно или пробајте следен пат. Okay? Пример или нешто такво. Некоја порака треба да издаде. Иако е голем текстот, овде ви објаснува поред како треба да одат кодовите, така да мислам дека ова ќе ви помогне уствари тројката. Четвртото, како што реков, мислам дека веќе го направивме ова на час и дека би требало да биде лесно или и да не го правите, мислам дека веќе го направивме денес на час, така да ево ред. Вага сега. Што ви реков за крајните проекти. Следниот час и часот после него се последните 2 часа што ги имаме и тогаш ги завршувате, ги креирате вашите завршни проекти. Завршните проекти на последниот час ги презентирате и секој од нас
ќе проба да ги решава или да ги гледа или зависи од тоа што е вашиот проект. Што може да биде вашиот проект? Може да биде игричка, може да биде квиз, може да биде видео, може да биде приказна, било што досега имаме учено. Пошто имаме доста игрички направено, може да пробате игричка да биде, ама да смените карактери или да додадете позадина различна, се разбираме? Следниот час ќе добиете инструкции за тоа, нели, што сакате. Исто следниот час ќе ви дадам и пример за некоја друга игричка. Сите сте пробале Virtual Pet да направите, така, или можеби сте играле некоја игричка каде што го храните миленичето, па си играте со него или му давате водичка и така натаму. Ќе ви испратам таква игричка за следниот час, тие кои што нема да имаат идеја како да го направат проектот завршниот. Сега, како што рекав, на 28 завршуваме. Дипломите ќе ги добиете на 15 јуни, каде ќе имаме церемонија и сите во живо ќе се видиме и ќе се сретнеме за прв пат. Тоа ќе се случува во кафе бар Среќа, внатре во делот кој што е со канцеларија ќе има видеобим. Зошто ќе има видеобим? Сите кои што сакаат можат да презентираат проект на кој што се осеќаат горди или сакаат да го покажат на останатите дечиња. Не значи дека мора да биде некој што сме го правеле, може вие и нов да направите. Доколку ви треба некоја помош како да го направите, слободно ќе ме барате дури и после 28 мај, откако ќе завршиме со предавање. Океј? Значи, целта е да изгледа убаво и да покажете колку сте научили и што сте научили. Дали може би има некој што сака да презентира? Може Ја ја. сакам да пробам. Добре. Ја Сара сака, Виктор сака, Лана сака. Супер, одлично. Значи, како што реков, тоа може да бидат и завршните проекти што ќе ги правиме следните 2 часа, или може да биде тотално некој нов проект што ќе имате време до 15 јуни да го правите. Мислам дека е доволен период да го совршите тој проект што и сакате да ни презентирате. Океј? Ќе дискутираме повеќе следниот час. Не сакам сега да ве задржувам, повеќе ве задржувам во тоа што треба. Значи мачињата. Мачињата, да. Ние не ги скапа забравам. нешто што такше да направиме такво на крајот. Настаничке, Кажи? на мен само тоа втори предизвик баш не ме е јасно. Вториот предизвик. Да. Внесува со ESC, поставуваш прашања, океј? И во answer ти се зачува одговорот на прашањето. Ама со секое ново поставено прашање, претходниот одговор се брише и новиот се зачувува. За да на нас не ни се избришат бројчињата што сме ги кажале, ги зачувуваме во променливо. Секоја променлива ќе се вика број 1, број 2, број 3, број 4, пошто ни требаат 4 броеви, така? На семечки, на тие што Тие има јасно. броеви ги зачувуваме со еднакво во тие променливи и потоа на крај збирот е и со збир ќе ги споиме сите во едно и да се испечате кој е збирот. Значи секој answer пред да поставите ново ESC, секој answer треба да се зачува во променливо. If, вака, вака. Зачувај. Океј? Тоа е идејата. На семечки. Тие што знаат што има за домашна и сето, усвари мачињата. Да, инаку тие што знаат, може да се исклучат слободно. Дали има може Да ги земам? Може да почнем прво да ги видиме? Ајде ќе почекаме Неда. Дали има некои прашања за тоа време да прашам? Настаничке, Странички колку? така мене пак втори предизвик баш пак не ме е јасно. Значи вака, третиот дали ти е јасен? Пробај Третиот? задолжителен е Да. или вториот или третиот задолжителен. Така да ти ако го направиш третиот, може некој друг ќе го направи вториот. Ако некој не го направи воопшто, ќе го покажеме заедно како се прави следниот час. Странички. Така колку да, првиот? мораме да направиме предизвици? како? Колку предизвици мораме да направиме? Задолжителен е вториот или третиот. Вие ако Вториот. сакате,
Вие ако сакате и ако имате време, може сите да ги направите. Тоа е најидеалното Не нешто. наставничке. А колку најмалку може да се направи пред извици? Најмалку еден. Или вториот или третиот задолжително мора да се направи. Еден од нив. Наставнички се врати. Океј.